Југоисточниот албански регион со 10 локални самоуправи следната година од Бирото за регионален рамномерен развој на Македонија ќе имаат на располагање вкупно 24 милиони денари. Како втор најразвиен регион има право на помалку средства, иако парите, според Џулијета Ѓуркова од Центарот за развој, ќе се делат за иновативни проекти. Исто така и за развој на локалната и регионалната економија. Она што е предвидено е согласно средствата, 70% се средства кои ќе се реализираат преку центрите и секој центар добива согласно степенот на развиеност. Ние сме втори по развиеност во Република Македонија, што е добро за нас, меѓутоа тоа значи помалку пари во тој случај, меѓутоа секако е на конкурентен начин, така да треба да имаме добри, иновативни и регионални проекти за да можеме сите тие финансиски средства да ги добиеме. Се работи за сума некаде за нашиот југоисточен регион околу 24 милиони денари за 2016 година. Деновиве 10 општини од овој регион треба да одлучат со кои проекти ќе настапат пред Бирото за регионален развој. Според Ѓуркова, повторно ќе се даде акцент на подобрување на туристичката инфраструктура, бидејќи ваквите проекти имаат регионално значење. И заеднички со градоначалниците ќе одлучиме кои ќе бидат приоритетите за следната година. Секако после реализацијата на Дојран се донесе одлука во иднина, значи да се поддржуваат развој на туристичката инфраструктура во нашиот регион и повеќе од сигурна сум дека барем еден проект ќе има за поддршка за развој на туристичката инфраструктура во некои од нашите општини. Согласно законската регулатива, 1% од средствата од бруто домашниот производ треба да се слеат за развој на регионите во државата, пред се за проекти од кои ќе имаат интерес повеќе локални самоуправи.